Кога имаме главоболка, речиси секогаш првиот лек што го употребуваме е кафетинот. Иако сите го имаме во нашите домашни аптеки и неретко го користиме, сепак за многумина е мистерија кој го измислил овој лек што живо значи. Кафетинот е гениален изум на фармацевтот Ангел Симов од Гевгелија пред повеќе од 65 години. Бил фармацевт, редовен професор и еден од основоположниците на катедрата по фармацевтска технологија. Како долгогодишен директор на фармацевската куќа Алкалоид во Скопје, бил одговорен за осовременување на производствениот процес и отворање нови сектори за производство на лекови. Кога го измислил кафетинот, Симов не пронашол ниту една субстанца, успешно споил 4 субстанци и добил аналгетски ефект кој никој претходно ниту по него не го добил. Во тоа се крие гениалниот пристап на Симов. За да го создаде кафетинот, споил пропифезон, кодеин, кофеин и парацетамол. Кафетинот содржи 50 мг кофеин, што е третина од количеството кое е содржано во едно кафе или половина од количеството содржано во еден чај. Добиената комбинација веднаш станала најпродаван лек на фармацевската куќа Алкалоид и нејзин највреден бренд. Може би затоа е и запакуван во златното пакување, бидејќи кафетинот е еден од најсилните македонски извозни брендови. Освен што се продавал ширум Југославија, кафетинот се продавал и на пазарите на повеќе од 15 земји. Според статистиките, произведени се над 12 милиарди таблети кафетин, чија вкупна тежина изнесува над 6000 тони. Тоа значи дека теоретски секој човек на планетата испил по 1,5 таблета кафетин. Кога би се поврзале сите ленти кафетин, произведени од 1957 година, би била подолга од 190.000 километри, или речиси 5 пати би ја обиколила земјината топка. И по 6 децении од неговото создавање, кафетинот останува да биде еден од најпрепознатливите македонски брендови, синоним за магичен лек од кој може да исчезне секоја главоболка.